Струмичанки доколку седнат на градоначалничката функција, општинските пари ќе ги трошат на подобрување на образованието, социјалната заштита, програми за економско јакнење и самовработување, но и за подобрување на патната и комуналната инфраструктура во градот и селата. Ова беа нивните желби во рамките на кампањата "Жените буџетираат" од акцијата на Здруженска од Скопје за прашањето каде ќе ги наменат јавните пари на локално ниво. Струмичанки страмежливо застануваа на поставениот пункт пред Глобал за да ги кажат своите мислења, што би направиле доколку станат градоначалничка. Односно да ги ставиме во улога на градоначалнички да определат за што би потрошиле одредена сума од локалниот буџет, односно кои се тие потреби и приоритети што ги имаат жените од општината, за што би се потрошиле ова сума од буџетот. Искуството покажува дека жените во Македонија ги мачат практични работи, најчесто барале вработувања за нивните деца, отварање на детски градинки, изградба на водоснабдителни и канализациони системи и отварање на гинеколошки амбуланти во руралните средини. Воглавном се концентрираат на практични потреби, како не знам вода во некои места во Македонија или нема пристап до вода, пат локален, осветлување на иако тоа не е под локална надлежност, меѓутоа им е потреба на жените гинеколог, во некои места нема, значи се појавува како потреба, воглавно практични потреби. Кампањата која во Струмица спроведуваат организација на жени е дел од акцијата "Застапување на родово инклузивни буџети", проект на Швајцарска агенција за развој и соработка, поддржан од Цивилка Мобилитис, Норис од Данска и МЦМС.